Почитувани, добар ден, пред нас е нова работна недела, го следите веќе понеделничкото издание на Црвена линија. Грчкиот парламент го изгласа законот за легализација на истополови бракови. Со оваа одлука Грција стана првата православна земја каде што се легализирани истополовите бракови и истите да можат да усвојуваат деца. Дали истополовите бракови треба да бидат дел од основните човекови права? Ова е прашањето кое што ќе го поставиме денес во Црвена линија, а што се однесува до прашањето, имаме и уште едно кое што можете да го одговорите доколку не заследите најнапред на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори. На Инстаграм стори ве прашуваме дали во Македонија има услови за закон за истополови бракови. Две опции имате за одговор, да, не ке кликнете на опцијата која е вашиот одговор, а во проценти пресметани ќе ги соопштиме резултатите таму некаде по рекламите. Секако оваа дискусија може да се продолжи и по завршувањето на Црвена линија и во време трајање на истата се разбира на социјалните медиуми, заследете на Facebook, коментирајте, споделете и секако не заборавајте и на X, поранешен Twitter, каде што повторно нашиот профил останува Црвена линија. Но особено ќе ни биде драго, како впрочем и во секој издание на Црвена линија, да ви имаме во огромен број. Секако емисијата постои токму за вас. Вие сте тие кои што сте јавното мислење и токму преку учество во Црвена линија во своите 90 секунди, толку се предвидени за секое јавување, односно време траењето на секое изјаснување на секој од вас кој што ќе се вклучи во ова издание на Црвена линија. Доволно е да го завртите телефонскиот број 023070005 и секако да дадете одговор на денешното прашање, односно дали според вас истополовите бракови треба да бидат дел од основните човекови права. Каков став имате во однос на оваа тема, секако ќе слушнеме во текот на ова издание на Црвена линија, па ако сте подготвени вие, ние секако сме за вас, можеме и да почнеме. Една напомена секако која што е неминовно да ја укажеме на секој почеток на секој издание на Црвена линија, по вртењето на телефонскиот број 023070005, задолжително намалете го тонот на телевизорот целосно и не зборувајте на интерфон за да не губиме во однос на квалитетот на слушањето. Добар ден. Добар. Дали може малку погласно би ве замолиле? Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Повелете. Па ја нека бидат само тоа да си го прават дома, права нека имаат, ама во јавност не треба, ја мислам, многу да се покажуваат, да се... А иначе дома што сакаат нека си прават. А дали еве според вас истополовите бракови треба да бидат дел од основните човекови права? Дали да ги имаат истите права како и ние? Да бидат нивните брачни заедници дел од човековите права како што постојат човекови права. Значи убаво прашуваме дали истополовите бракови треба да бидат дел од основните човекови права. Па и не знам, јас сум малце имам 40 години, ама сепак сум малце по стереотипен за тие. Ја мислам дека не би требало. Според вас дали во Македонија постојат услови за закон за истополови бракови? Па сега дали постојат, што знам, не знам како да кажам, ама аз знам дека има многу во последно време. Ама мислам дека треба некако да се еве и да им дозволат, треба малце да биде малце потенствено, не е толку многу во јавност да се гледа, што знам како да кажам. Добро, благодарам многу за јавувањето. Меѓу другото ќе продолжиме понатаму со вас. Големо благодарам за гледачот кој што еве ја отвори оваа Црвена линија со неговото јавување. Секако и топло препорачуваме да останете и да слушнете што останатите гледачи кои што
понатаму ќе ги вклучиме во ова издание, ќе кажат како свој одговор. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден, ако сум јас. Да, вие сте, повелете во црвена линија. Сте, еве, да почнеме прво вака, дали истополовите бракови треба да бидат дел од основните човекови права? Автоматски не. Автоматски не. За мене е тоа излишна ситуација. Меѓутоа, зачудува фактот дека, ето, први грците во православна држава, први грците го носат тоа право. Зошто, како, не знам. Тоа го направија грците. Тие, како што рече првиот, може дома што сака нека се биде човек, меѓутоа толку јавно, толку транспарентно, кога све е негативно. Тие за мене се, како да речам, не со навреда, тоа е паганска работа, ајде да се изразам божовно. И сега се сведувам на таа ситуација, како иди времето, се што Запад ни нуди, го нуди, иди и кај нас. Зачудувачки, значи. То не можам да го сватам и може би ние сме многу поназад, може од Европа, ама не верувам, не сме толку глупи. Што ги вработцели истополови брачни парови? Кој ќе биде вашиот одговор и на ова прашање? Дали истополовите бракови може да посвојуваат деца според вас? Баш ми го зедовте од уста, то ќе велем. Веќе Англија слушам дека има нешто, дури и деца да посвојуваат. Па не знам, ако тоа еднаш дете, не се ситам, останало сираче и сега дупло ќе биде сираче, така речено. Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Подсетување дека и преку коментари, споделувања, можете да продолжите дискусијата и на Facebook црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Благодарам. Се јавувам во врска со темата. Така. Дали ви е намален целосно тонот на телевизорот? Не. Ве молам, намалете го, затоа малку и доцнеме со слушањето. Намалете го целосно, па ќе го вратиме и тајмерот. Дали намаливте? Добро. Јас лично немам ништо против еднополовите бракови да бидат застапени во нашата држава. Меѓутоа, како во другите држави што еднополовите бракови имаат право да посвојуваат деца, јас сум против тоа да се посвојуваат деца, бидејќи два истополови родители, родител 1 и родител 2, ние не соодветно за воспитанието и огледувањето на детето. Впрочем, во нашата држава, јас мислам дека на мајките кои сакаат да посвојат дете, не им е дозволено, кои се не се во брак, не им е дозволено да посвојат дете. Зошто тогаш на еднополовите бракови им е дозволено да посвојуваат деца? Инаку, останувам за ставот дека ги поддржувам истополовите бракови, меѓутоа без посвојување на деца. Според вас, дали во Македонија има услови за закон за истополови бракови? Најверојатно гледачката се исклучи, но и времето истече. Како и да е, големо благодарам и вам што ги дадовте вашите одговори во ова издание. Одиме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден, поздрав. Голем поздрав и до вас, во црвена линија сте. Видите, во врска со темата, јас сум одма да ви кажам против таа работа. Значи сум против и прво бракот се знае што е бракот, заедница меѓу маж и жена.
Тоа е бракот. Заедница меѓу маж и жена. Понатака, таквите бракови се поспешуваат и други работи, например, како што е и хомосексуалноста. Макар да не мора да бидат тие, може да бидат и хетеросексуалци, па брак да склучат. Да речеме две женски или два мажи брак да склучат од причини, финансиски причини, наследни и така натака. Но во секој случај тие ќе поспешуваат хомосексуалноста. А дали кај нас има услови? Нема. Заради тоа што кај нас близу 40% е мусулманско население. Тие никогаш нема да прифатат такво нешто. А што се однесува до нас христијаните, само ќе пропаѓа христијанската цивилизација. Ова е моето мислење. Така, благодарам многу што еве со јавноста го споделивте вашето мислење. Продолжете да не следите. Еве малку и како мала, како да кажеме, некоја надополна во однос на тоа кога станува збор за легализирање на истополови бракови. За прв пат се легализирани во 2001 година, поточно во Холандија, и потоа веќе во 2003 година легализирани се во Белгија, потоа 2005 во Канада и Шпанија, во Јужна Африка, Јужноафриканската република, секако 2009 година во Норвешка и Шведска, 2010 година во Аргентина, Исланд и Португалија, 2012 година во Данска, веднаш потоа во 2013 година во Бразил, Франција, Нов Зеланд и Уругвај, потоа во 2014 година во Велика Британија, 2015 година Ирска, Луксембург и Соединетите Американски држави, потоа Колумбија во 2016 година, Австралија, Финска, Германија и Малта во 2017 година, 2019 година Австрија, Еквадор и Тајван, 2020 година Коста Рика и големото Обединето кралство, потоа 2021 Чиле и Швајцарија, во 2022 година Куба и Словенија, 2023 поточно минатата година во Андора и оваа 2024 година всушност Грција и Естонија стануваат земји каде што се легализирани истополовите бракови, каде што и истите можат да посвојуваат деца. Добар ден. Добар ден. Според вас, дали истополовите бракови треба да бидат дел од основните човекови права? Дали јас сум на линија? Да, ве слушаме и веќе чекаме да Бидете поздравени вие, вашата екипа. Голем поздрав и до вас сега. А уредниците што ја поставија ова тема е еден голем минус. Слушайте тина. Имаме еден куп работи што ја загрижува државата, дали ќе... Ама ние сите тие работи знаете дека ги обработуваме секојдневно. Него направете тема или прашање дали треба некој друг да ни дојде од надвор да ни стави закони 10 години да се оправиме државата. Овие се безвезни теми што ги поставувате. Вака сега, ова се случувања кои што не можеме да ги негираме со оглед на тоа што еве и Грција е прва православна земја каде што се легализирани истополовите бракови. А се она за што зборувате вие секојдневно обработуваме и секако така ќе продолжиме. А што еве мислите на оваа тема? Со оглед на тоа што сте ни редовени гледачи, активно учествувате во Црвена линија. Ние сме православна и таков не е менталитетот. Тие прашања без везе се поставени. Оставете ја Грција. Што сакат нека се прават Грција. Ако се сакат нека закон да донесе да се дават во уморињата таму, колку умориња ги има. Кажете ми дали во Македонија има услови за ваков закон? Нема никакви, немаме ние какви услови. Нема ние луѓето да обстанат. Гледате какви неправди се случуваат ние за уште
Ево уште едно подсетување, секој оној кој што вие спаѓате во тие гледачи кој што и активно учествува и редовно не следи, знае дека сите теми буквално ги одработуваме. Ова е една од темите кои што секако сакавме да обработиме и секако да го слушнеме вашето мислење со оглед на тоа што еве Грција стана и прва православна земја каде што се легализирани истополовите бракови и истите може да усвојуваат деца. Ајде да видиме дали според следниот гледач или можеби гледачка во Македонија постојат услови за закон за истополови бракови. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Добар ден се. Голем поздрав до вас и до вашата програма. Благодарам многу. Па еве, кој е вашиот став во однос на овие прашања? Па за истополовите бракови, јас мислам дека тоа во Македонија нема ни услови и мислам дека тоа не треба да биде прифатено во законот во државата. Така ве слушаме, продолжете. Тоа е тоа. Мислам дека у Македонија нема доволно не знам да ви кажам право, тоа не е од моја страна добро. Така, можете ли да образложите зошто не е добро според вас? Со оглед на тоа што имате и доволно време тоа да го направите. Па, мислам дека тоа во поголемите држави може да има повеќе народ. Овде мала држава, мислам дека не е добро. За нашите деца, за нашите мајки, татковци и така. Така, еве, истополовите бракови според вас треба ли да бидат дел од основните човекови права? Па, лично мене, ако ме прашувате, не. Така. Да. Добро. Па, во однос на усвојување на децата, еве, дали тоа, како го коментирате, со оглед на тоа што и тоа е веќе во соседна Грција легализирано практично паралелно со усвојувањето на, односно легализацијата на истополовите бракови. Големо благодарам секако до гледачот, еве што ги даде своите одговори. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Па вака тина, ова во Германија сака Европа, така? Таму има јавни куќи тервестити, машко со машко. Јавно ода. А ова, брак, да има во куќа и да му даеш на машки и на само две жени, деца, да си поигруваат со нив, тоа е нездрава работа, тоа е болна работа. Ти изгуби, поради таквите губиме емоциите спрема другиот партнер. Ја сега, еве, ајде да склучиме ја и ти брак преку телевизија и да ги гледаме децата преку телевизија. Може? Еве еден пример само. Преку телевизија, ја и ти брак имаме и везеле дете и каде е детето? На средина. На антената ќе го ставиме. Еве, дали во Македонија постојат според вас, работа. се извинувам, дали според вас и во Македонија постојат услови за истополови бракови? Постојат услови, кај нас не може. Се може, само не може да се постави тема за мобилно биро, да се работи, да ги повикуваат на работа. А иначе за такви глупости се може. Може и се. Па јас сакам да се ослободи марихуана, да се продава кофи шоп во Амстердам, како што има, и во Словенија и насекаде веќе, за да се сузбие хероинот и кокаинот, ама не даваат. Значи, тука има некои други цели, така да ова е абсурд. Ја имам и случања. Благодарам многу пред се за вашето вклучување во ова издание на Црвена линија и секако имавме и таква тема за она што говоревте, односно во однос на тоа дали и како треба да се легализира марихуаната, одно што го спомнавте вие. Но сега да се навратиме на темата која што се врзува за легализација на истополовите бракови, односно ќе потсетиме дека ова одлука сушност ја донесе Грција, која што воедно со тоа стана и прва православна земја, каде што се легализирани истополовите бракови и истите можат да усвојуваат, односно посвојуваат деца. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте.
Добар ден, Тинче, и убав ден. Најубав ден ви посакувам и вас. Кои ќе бидат вашите одговори еве на Ви денешните благодарам. Јас да ви кажам, уште одна не би се сложила еден исти брачен пол за да посвојува деца и да има такво нешто. Сметате се дека знае, истополовите значи, маж и бракови жена- не треба да бидат дел од основните човекови права? Не, се Добро. знае, значи, како може да се исчува дете со маж и со жена, а не да речеме од исти пол две жени или двајца мажи. Тоа јас никогаш не би се сложила. Од мене толку да ви кажам. Тоа би било се. А дали еве Да. според вас во Македонија постојат услови за закон за истополови брак? Не, Така. не. Јас Добро. мислам не. Ако тоа е се или имате уште нешто да додадете? Па да ви кажам, тоа е се, слушам, викам ќе се јавам, прв пат се јавувам. Мене Многу ни е воопшто драго не- дека е тоа така и се верувам нема да биде и последен пат. Ќе учествувате не, бидејќи нема да биде последен пат, значи воопшто мене такво нешто не ми се допаѓа. Воопшто, значи. Така. Се знае како се чуваат деца, дали ќе се посвои или ќе се роди од маж и од жена или ќе го посвојат маж и жена, али два исти пола, значи да го чуваат, да го посвоја детето не. Од јас лично не. Така, Ја за други благодарам не. многу за учеството во Црвена линија. Драго ни е дека за прв пати се вклучивте во едно од овие изданија на Црвена линија, како и да ја верувам нема да биде последен пат. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, Добар ден, ве слушаме во Црвена линија сте. добар ден. Повелете. Дали се слушаме добро? И јас сум. Да, ве слушаме. Еве, според вас, дали истополовите бракови треба да бидат дел од основните човекови права? Во никој случај не треба да бидат половите бракови од ист. Истополови Зошто- бракови, добро? Зошто тоа одма треба да се избрише, не треба ни да се спомне, а не да бидат бракови склучувани. Како ќе се размножува светот доколку тоа би се направило? Како ќе се размножува, кажете ми? Сметате дека целото човештво ќе стане истополова брачна заедница? Па нема размножување, како ќе се размножува? Ајде маж со маж, жена со жена, како ќе се размножува? Ова се однесува во однос на оние кои што еве сакаат со својот партнер или партнерка да направат истополова заедница. Па, не, зошто не им се дава на оние што имаат прав брак, маж и жена, што не можат деца да имаат, на нив да им се даде дете, а не на маж и маж да му се даде, или на жена и на жена дете. Како ќе биде чувано тоа дете? Според вас, како ви се чини во Македонија, има ли услови за закон за истополови бракови? Ма какви услови, бе? Ние се сме решиле па уште за тоа услови да ствараме. Какви услови? Тоа треба да се уништи, да не ни помислуваме уште. Така, големо благодарам и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Одиме понатаму, добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Како сте, добри ли сте? Добри сме, благодарам на прашање. Како сте вие? Па добро, еве гледаме малце телевизија да видиме што има ново, али како што гледаме ништо ново. Па ново има, еве во Грција стана првата православна земја каде што се легализирани истополовите бракови и секако можноста да усвојуваат деца. Дали според вас истополовите бракови треба да бидат дел од основните човекови права? Па не треба да бидат, пошто ако тие бидат легализирани и све, така да нема понатака да има ни потомство, ни деца, ништо нема да биде како што треба да биде. А и Грција беше многу земја која што промовираше семејство и такви работи, не знам што се случило, срамота. Вас ве изненади ова донесување на законот во Грција? Па не изненади со оглед на тоа, со нивното понашање беше очекувано тоа од нив. А еве, дали во Македонија според вас има услови за закон за истополови бракови?
Па има услови, ама со оглед на тоа како све се случува, ќе се донесе законот за едно, ќе се користи за друго, така да нема ништо да биде користено за тоа што е донесено. Иначе сум против, да, не е нормално тоа, све што си е од Бога и од како што треба. Не е добро тоа. Лоша работа е тоа. Добро, имате уште некои 13 секунди, имате уште нешто да додадете во однос Па немам, само сакам да ве поздравам, да ви кажам дека убаво си ја водите емисијата, да си имате убав ден. Благодарам многу. тоа, Сега кога да. останете со нас и земете нешто подоцна и учествува во најгледаниот кој заврти на Телма. Ние секако ќе побараме да завртите на Телма. Во овој момент се разбира да бидете дел од оваа дискусија која што ја водиме во Црвена линија. Добар ден. Ало, Добар ден, во Црвена линија сте. добар ден. Голем поздрав и до вас. Исто и до вас. Па, кој ќе биде вашиот одговор во однос на тоа дали истополовите бракови треба да бидат составен дел, односно да бидат дел од основните човекови права? Никакво нема оправдување тоа. Како може двајца мажи и две жени да бидат со... Кој ќе ги раѓа децата ако се мажите и жените, ако се земат маж, жена со жена? Меѓу другото, денес и жените ќе можат да направат потомство без маж со оглед на тоа што има донори, вештачко оплодување, така да... Тие вештачки оплодувања, она, тоа ли ќе можат, тоа треба големи финансии за тоа. Дали во Македонија, кажете ми, има услови за закон за истополови брак? Никакви услови нема во Македонија за таков закон, никакви. И во Грција голема грешка има направено што го донесле така, што го донесот тој закон. Да. Еве, кој е вашиот коментар во однос на посвојување на деца од страна на истополови брачни парови? Никакво оправдување немат. Двајца мажи не може да чуваат дете. Само ќе го земат детето и ќе го измачуваат детето. Ништо друго. За детето си сакат мајка и сакат жена. А не мажи двајца да го чуваат детето. Што ќе чуваат... Може да бидат и две жени секако. Или две жени пак. И исто и тоа. Ќе сакат детето да си имат и татко и мајка. Значи тоа нема никакво оправдување. Така. Двајца мажи да чуваат дете, тоа е. Така, големо благодарам и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Сега ќе ви споделам, секако ќе ве потсетам дека можете да пишувате коментари, да правите исподелувања, се разбира да кликнете и на ми се допаѓа на социјалните медиуми, како што е профилот на Facebook Црвена линија, но секако имаме во последно време, и тоа многу ми е драго, и коментари на нашиот профил на Instagram Црвена линија. Еве ќе го прочитаме и коментарот на Чао, јас сам Тифани, така е профилот на Instagram. Има напишано, нема потреба од правење циркуси. Мики долна црта га напишал, да, секако, зошто да не, али само во Грчка, Албанија и Бугарија. Ќе ве посетам, не заборавајте да не заследите и на Инстаграм со цел да земете учество и во денешната анкета, односно доколку кликнете на Инстаграм стори, ево уште еднаш ќе ве подсетам и ќе ви укажам како изгледаме таму. Имаме и анкетно прашање кое што секако го поставуваме и во рамки на ова издание на Црвена линија. Прашањето е дали во Македонија има услови за закон за истополови бракови. Две опции за одговор, да, не кликате на вашата опција која е одговор и нешто по рекламите се разбира, ќе ги соопштиме резултатите пресметани во проценти. Продолжуваме со вас со директно вклучување. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас. Госпоѓа Тина. Здраво, Златко, како сте ми? Здраво, добро, вие како сте? Добро сум и јас, благодарам на прашањето, а во однос на прашањето на Црвена линија, дали истополовите бракови треба да бидат дел од основните човекови права, господине Златко, кој ќе биде вашиот одговор? Мојот одговор е дека сите тие љубимци на истополови бракови треба да се во карантин. Во карантин, зашто тоа не е нормално. Тоа не е нормално. Јас сум од модерните луѓе, ама тоа не е модерно никако. Нити нормално
да луѓето го извитоперуваат природниот нагон и да жена со жена, маж со маж и која год сака верска заедница, црква да го воведе тоа е нула. И секој став по тоа прашање е нула. Само карантин на такви луѓе не треба да се... Господине Златко, како ви се чини? Дали во Македонија постојат услови за закон за истополови брачни заедници? Господја Тина, во Македонија на многу закони треба да се донесат, не постојат ни минимални услови. Македонија има патриархално воспитавање, скоро сите луѓе, ама вака се права модерни и дека... Благодарам многу и вам за учеството, господине Златко. Продолжете како и секогаш да не следите редовно и редовно да зазимате учество во Црвена линија. Да видиме што ќе каже следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден. Јас сум од Скопје и би сакала да го кажам моето мислење за истополови бракови. Повелете, ве слушаме. Имам внук во Германија и одев го чував. И доаѓа еден ден и ми кажува вака: бабо, како може маж и маж да се женат, жена со жена да се женат и да имаат деце? Кого ќе викаат мамо, а кого ќе викаат тато? Јас бев фрапирана од тоа негово прашање, не знае што да му одговорам. И јас му реков вака: вие на учителите ќе им кажете да ви го објаснат они тоа, а јас не знам дете да ти го кажам. Па така да, јас не сум за Постојат термини од типот родител 1, родител 2. Не се согласувам со тоа, затоа што јас сум мајка, родителот 2 е татко. Како ќе му објаснам? Викај го родител 2, родител 1. Ајде да ми го објасните вие тоа, бидејќи сте млада. Можете тоа да ми го објасните? Утре вашето дете кој ќе ви рече: ајде родител 1, дајте ми пари, или кажете што е ова? Така, еве како ви изгледа во Македонија, постојат ли услови да се уведе овој закон за истополови, изгласа овој закон за истополови брачни заедници? Да кажам, господјо, со оваа политичка гарнитура се е возможно. Се е возможно. А за истополови бракови не сум. Дури животните во природата си го бараат партнерот или партнерката. Не бараат исто. Сакаат и тие да се размножуваат, да имаат свој потомство. Благодарам многу еве што споделивте и од ваше лично искуство, односно во однос на темата за која што зборуваме, пред каков предизвик сте биле кога вашиот внук кој што живее во Германија го поставил прашањето. Благодарам многу секако што го споделивте вашето мислење со гледачите и со јавноста. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Прв пат се јавувам и прв пат да ве добијат. Звона нон-стоп, ама не можам. Да ви кажам, многу ми е драго еве што за прв пат ќе земете учество и верувам не и последен пат. Од Виница, прво да ви кажам, не се сложувам со тоа со браковите. Знаете кој треба да се взимат, ни жени, ни мажи. Меѓутоа и кај нас нема услови, а ако речат Западот ќе има. Така имате уште време, еве образложете малку повеќе околу вашите ставови. Викам, не зависи од Македонија дали ќе има такво, тоа зависи од Западот. Ако речат они ќе има, и тоа го прават богатите. Ќе купат дете од Азија, од Африка, и тоа не е проблем да посвојат. И добро, ве слушаме, повелете, продолжете. И најлошо е што луѓето, католиците тоа го прават, не го прават христијаните. Борбата што се води у Украина не се води војна, него се води католиците и христијаните. Тоа свето не може да го докажат. А католиците се постанали од христијаните. Дали истополовите бракови треба да бидат дел од основните човекови права, еве? Не. Ако е требало да бидат, Господ ќе ги створил. Порно е да има една жена да има двојца мажи, еден маж да има две жени, порно него ле маж и маж, жена и жена. Добро, тоа би било се. Да. Благодарам.
Благодарам Хвала. многу што и вие и тоа бевте за прв пат, како што најавивте, дел од ова издание на Црвена линија, за прв пат се вклучивте. И секако продолжете да не следите и верувам дека и понатаму ќе бидете дел од секое наредно издание на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Маријан од Велес. Многу слабо ве слушаме, би ве замолила малку погласно. Маријан од Велес. Голем поздрав, Маријан, до вас. И Фала, поздрав до и до- Велешани преку вас. Кои ќе Добре. бидат вашите одговори на нашите прашања? Во врска со основните човекови права, уште од старо време се знае дека се базираат на природна основа. Оно што е природно, доста од коментарите слушавме дека е природно маж и жена. Се друго е противприродно и околу оваа тема Библијата доста зборува. Но јас би сакал да спомнам нешто повеќе кога ја спомнавте Грција како прва православна држава земја. што ги признава оваа заедница. И ме интересира баш кои услови ги има исполнето Грција за да ги донесе овие закони да ги призна. Оти затоа што сега се бараат услови, тука и темата околу тоа, нели, дали имаме кај нас услови? Кои Ќе услови потсетиме сега? дека наназад и Ватикан минатата година, некаде на самиот крај од 2023 година, дозволи благослов на истополови бракови. Ама Ватикан е католичка веќе земја. Јас не знам ни како католиците, нити како православната црква ќе го оправдува. И дали го оправдува или го осудува. До сега навистина немам информација во врска со ова. Ја пратам малку оваа тема. Немаат став, ниту едните, ниту другите. Во ред, папата си го кажа своето. Така, големо благодарам, Маријан, што се вклучивте во Црвена линија. Една напомена, најверојатно, може би ви беше и прво искуство со вклучување во рамки на оваа контактна емисија. 90 секунди е време траењето на секој излагање, но секако додека траеме, можете повторно да го завртите нашиот број и да добиете нови 90 секунди. Секако уште еднаш големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас во Црвена линија. Ало, од Битола се јавува. Поздрав до Битолчани преку вас. Хвала, Повелете. многу фина спикерка си, новинарка мисля, како да објаснам. Благодарам многу. Така, моето мислење за ова што ви е темата, да сум јас на власт, искапа бе на јама и сулфурна киселина и женска и машка пол да ги нема те ги облиѓам Македонија. Грција, која е та Грција, ни суди нас? Која е та Албанија, пичко матриц? Не, зошто пцости? Ќе ве поздравиме, секако и ќе укажеме дека ни е драго што се вклучивте во Црвена линија, но колку еве и да сте изреволтирани, може би и гневни во однос на темата за која што зборуваме, етиката на Црвена линија да не се употребуваат погрдни зборови, особено не пцости, говор на омраз и говор кој што лудира на насилство, со оглед на тоа што сме емисија која што е намената за целата публика. Секако дека можете, како и гледачите до овој момент, да си го искажете својот став, своето видување, без употреба, се разбира, на погрдни зборови, а најмалку пцости. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте, повелете. Во врска со темата, Така? прашувате дали има услов да се воведе тој закон во Македонија. Да. Апсолутно не треба да се дава верска конотација. Природно, историјата на човештвото не памти такво нешто. Дали ме сваќате? Ве слушаме, продолжате. Ете да постои човештвото, значи не познаме такво нешто. Меѓутоа, има една опасност која бде, а тоа е влезот во Европската Унија и како што е тренето, може на големи врата да се ги донесат тој закон. Секако некој ќе наплати тоа дебело, меѓутоа едно ќе прашам, на кој човеково право да има истополов брак, тоа каде е правото на детето? Кој е тоа дете што ќе води грижа двајца мажи за едно дете и две жени, уште една работа. Кој ќе ги раѓа децата и кој е тој
да им дадат дете на такви родители, во наводници родители. Дали ме сватете? Кај ќе ги најдат децата? Кај ќе им ги раѓа децата? Со развој на технологијата, дури и самохрани мајки постојат токму преку донатори вештачко оплодување. Благодарам многу вам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Денеска во дискусијата во Црвена линија дали истополовите бракови треба да бидат дел од основните човекови права. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме во Црвена линија сте, повелете. Да, добар ден, се слушаме. Добар ден, повелете. Слушате, јас живеам надвор од Скопје 32 години, граѓанин на Шпанија. Така, повелете, еве какви се вашите искуства во однос на ова за што зборувам? И јас мислам треба да им се дозволи да склучат брак. Толку измеѓу машки пол и толку измеѓу женски пол. Намалете го тонот на телевизорот целосно? Добре. Затоа и не слушате добро. Ке побарам и да се врати тајмерот за вас и да слушнеме кои се вашите одговори со оглед на тоа што колку што разбравме повеќе од 30 години живеете во Шпанија. Добар ден. Уште еднаш. Ајде, повелете. Па да ви кажам, треба да имаат исти права како сите други луѓе во светот. Така е, легализацијата на истополовите бракови според вас треба да биде дел од основните човекови права. Образложете малку повеќе со оглед на тоа што имате и време. Јас мислам дека овде во Македонија така? И од цел Балкан менталитетот е до 1000 години назад. И треба да знаете да сте свесни дека ресто во Европа постоја тие више 50 години од назад. Во однос на посвојувањето на деца од страна на истополови брачни заедници? Јас ви кажам дека бракови од исти пол се грижат повише за децата отколку од различен пол. Како ви се чини во Македонија? Дали во Македонија има услови за закон за истополови бракови? Прво во Македонија не постои никаков закон. Да почнеме од тука. Добро, еве нешто, некое искуство, еве бидејќи вие живеете во Шпанија, рековте, така? Тачно, 32 години. 32 години. Добро, имате уште време, па еве што би издвоиле нешто што навистина е добро да се слушне во рамки на вашето излагање? Јас се гледам дека овде сакате да влезете во Европска заедница, ама далеку сте, многу сте далеку од тоа. Додека не смените менталитет. Така, во ред, благодарам многу еве и вам за јавувањето. Секако ќе продолжиме со вас и ќе потсетиме со оглед на тоа што гледачот напомена дека пред веќе 30 години живее во Шпанија. За него се разбира, како што напомена, Македонија далеку во однос на исполнување на ваквите човекови права кои што се стандард во Европската Унија. Во 2005 година заедно со Канада и Шпанија влегува во земјите, меѓу земјите каде што е направена легализација на истополови бракови. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, драго ми е поради тоа, повелете во Црвена линија сте. Ви благодарам и на вас. Би кажал само два збора. Повелете. Јас воопшто не сум присталица на такви да не решам вулгаризми. Истополови брачни заедници, ето, не мора да бидете вулгарни. Па добро, тоа ти е исто. Да, па тоа велам, не мора да употребите погрден збор. Повелете. Ама погрден збор не е вулгаризам, тоа е значи стварно не непристојно за дечињата, за јас сум инаку наставник. Така. Мене воопшто не ми се допаѓа тој израз родител 1, родител 2, значи кој е татко, кој е мајка или и така натаму. Значи
Поошто тоа не би требало да се прифати. Холандија, јас мислам дека прва го прифати тој. Така и тоа во 2001 година. Да. Така да тоа се прошири, еве дојде и кај нас. И порано имало тука истополови личности, ама не барале некои, не знам што таму, сега веќе се бараат и некои други права и... Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Драго ни е пресед дека ви има во огромен број, така да продолжиме со тоа темпо. Добар ден. Добар ден, не знам дали сум јасна ли. Да, вие сте и тоа во Црвена линија, повелете. Благодарам. Јас се јавувам втор пат во текот на денешниот програм. Јас само можам да ви кажам дека сум 67 годишна жена. Добро. Познавам многу хомосексуалци и редно е да признаеме дека во Македонија има многу хомосексуалци, почнувајќи од лекари, полиција, образование, високо школски кадар и така натаму и така натаму. Меѓутоа, сведам дека на тие лица треба да им се даде право да бидат во брак и да се засноваат свое семејство, а не да бегаат во други соседни земји и да се кријат од своите родители, од своите познаници, од своите пријатели, од своите надлежни, таму кај што работат и така натаму. Меѓутоа, повторно ќе повторам, дека јас сум против правото да усвојуваат деца. Бидејќи се уште мислам дека усвојувањето на децата, воспитувањето и одгледувањето не треба на децата да се насочува, туку треба тие да се само определат. Така, благодарам многу, еве и втор пат што земавте учество во рамки на ова денешно издание. Еве практичен пример за тоа што оно што не сте можеле да го докажете, секако можете да добиете нови 90 секунди и да добиете повеќе време за да им го кажете вашиот став. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Јавам од Битола и би сакала да ви скажам само моето мислење. Поздрав до битолчани преку вас, повелете. Благодарам. Поздрав до Скопјани. Благодарам. Јас мислам дека истополовите бракови не треба да бидат дел од основните човекови права, затоа што е тотално неприродно. Ќе бидам многу кратка. Значи, човекот што се јави од Шпанија, не кажа дали има деца и не кажа дека е во истополов брак, може би, и дека сме биле многу далеко од нив. Ако тоа е некое мерило да бидам далеко од Шпанија, нека бидам, ако треба и 130 години. Фала многу, ама јас сака моето дете да има машко за жена, ниту пак сака некој од гледачите да му донесат женско, да му биде невеста на ќерка му. Значи, многу убаво кажуват луѓето, многу паметно кажуват, ама дома ако му дојдат и ако му донесат на свадбата да видиме како ќе биде. Дали ќе биде та свадба како свадба, затоа што ние сепак сме тука патриархални луѓе. Ние, православните, сме патриархални. Се што дошло другите вери. Значи, ни една секта не произледа од православието. И јас не можам да сватам како можат луѓето да коментират дека требало да бидат дел од основните човекови права. Кои права бе луѓе? Дали сте нормални? Дали сакате ќерка ви да ви донеси невеста или вашиот син да ви донеси се? Благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжете да не следите, да видиме што во времето што преостанува, што се ќе кажат гледачите кои што допрва ќе ги вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Здраво, се јавуваме од Виница, поздрав за сите. Поздрав до виничани, верувам дека не следат редовно. Да. После работа ве следиме. Драго ни е дека е така. Кои се вашите одговори на прашањето дали истополовите бракови треба да бидат
составен дел од човекот. Сметам дека истополови бракови дека не треба да постојат. Значи природата си е создала маж и жена. Не може, еве вака и во граматиката, во македонски јазик се знае машки род, женски род. Ако тој не постои да има родител 1 и родител 2, како ќе постои машки и женски род? Значи самата природа ни наведува дека постои машки и женски род и не може да бидат истополови бракови. Значи не најмногу па за посвојување на деца. Значи јас сметам дека истополовите бракови, значи немаме ние ништо против луѓето, кој што сака да си прави во својот приватен живот. Но тоа да биде легализирано и усвоено со закон, не сум за. Да. Добро, а еве кажете ми дали во Македонија ви се чини дека има услови за закон за истополови бракови? Мислам дека нема услови и закон, а ние во Македонија се гледаме нешто да препишеме од другите, немаме некој како своje јас. Значи, сметам дека тоа не е добро и не треба да биде легално. Природата си кажува пол, машки и женски. И тоа е. Така, големо благодарам и вам што се вклучивте во оваа денешна дискусија. Добар ден. Ако може малку погласно. Здраво. Здраво, ве слушаме во црвена линија. Исто како прошлата гледачка, маж и маж не може да имаат бебе, жена и жена не може да имаат бебе. Да усвојуваат, мислите, така? Ама не може да имаат. Не може да направат бебе. Зошто да посвојуваат? Штом природата да им дава? Можноста што се отвара со постоење на донатори, вештачко плодување? Ама природата не им дала маж и маж да направат. Така, или добро. жена и жена. Тоа природно е маж и жена да имаат бебе. И тука треба да се заврши тоа. И сакам да ги прашам тие, на што се горди? На парада на горда со што на што се горди? Да се јави некој да каже. Фала, чао. Благодарам многу за јавањето. Секако ние сме горди што ви имавме во огромен број, што бевте дел од оваа дискусија во црвена линија. Продолжете се, уште имате време да не заследите на Инстаграм и да одговорите на анкетното прашање дали во Македонија има услови за закон за истополови бракови. Да, не, а какви се одговорите веднаш по рекламите. Сега да погледнаме како одговорија оние кои што веќе не следат на Инстаграм. Се разбира, ако не сте меѓу нив, заследете не веќе во утрешното издание на Црвена линија. Во новата анкета можете да учествувате со вашите одговори. А денес на прашањето дали во Македонија има услови за закон за истополови бракови, со да одговорија 29%, со не одговорија 71%. Овде секако доаѓа моментот кога ќе ви се заблагодарам за учеството во Црвена линија. Особено ми е драго што имаше и гледачи кои што за прв пат се вклучија во контактна емисија како нашата, но нема да биде, верувам, и последен пат. Што се однесува до вклучувањето, јас топло ќе препорачам да останете со мене, значи не го менувајте особено, не го менувајте каналот. Добро забележете ги прашањата кои што ќе ги прочитам и можеби веќе денес некој од вас ќе си освои нова микропечка. Тоа важи за сите оние кои што земавте учество и во Црвена линија. Па сега запишете, меморирајте кому како му одговара. И ќе имаме вакво прашање. Како на Л ќе кажете за пасворд? Потоа, синоним за зборот кобајаги е како да или премногу. Која е првата православна земја која што дозволи истополови бракови? И еме уште едно прашање, како се викаат навивачите на фудбалскиот клуб Пелистер од Битола? Денес доделуваме микропечка, но знаеме да изненадиме и со други вредни награди, односно може да биде и плюс телевизор, плюс фрижидер, тоа ќе видиме како ќе биде. Важно е да ве слушнеме и да си ги освоите своите награди.